Ајде идеме. Пази лево. Пази десно. Ладно ти е, пази Гошо! Во кафето има специјално растение, што не знам дали беше оревлешник, ама мислам дека беше грав. Возрастните пијат кафе затоа што тие не можат да издржат без кафе и понекогаш кога им се спие на денен попладне, например, тие ќе си се напијат кафе за да не им се спие. Бидејќи доседно им е и тогаш ќе си купат кафе и ќе пијат, а сакаат да пијат бидејќи тоа им е едино што го сакаат. Од едно специјално растение за кафе. На децата не им расте опашка од кафето, ама не смеа да пијат кафе. Тоа е направено од многу природно растение што функционира за да може ние да бидеме здрави, и ако го пиеме. Возрастните пијат кафе кога им се спие, а е ден и они ќе сварат кафе и ќе се напијат, а највише пијат кафе кога пушат цигари. Пушави глави! За да не заспијат сред денот, за да бидат уште будни. Тоа е навика на возрастните, бидејќи тие се возрастни, нема сега да пијат тие сокови како малите дечиња. Тие што пушат цигари, јас мислам дека пијат кафе многу. И на секоја цигара пијат по едно кафе. Затоа онака кога ќе се изморат, кога не знаат више што да пијат, ќе си стават едно кафе да се напијат. Мислам дека ми е поубав моабетот кога пијат кафе. Некој може да го пие и горко, и без шеќер, и со шеќер. Кафето не е препорачано да се пие на глад. Кафето се прави од растението кафе. Тоа е значи ниско дрво како грмушка, исто така има цветови, во зависност од каква нели има бели, има цветови бели со кафеаво. Односно не само од растението, туку од зрната кои што ги произведува растението како негови плодови. Зрната се печат, потоа се мелат и така го добиваме тоа брашнасто кафе кое што го пиеме денес. Значи кафето исто така се дели на арабика и на робуста, и арабиката е тоа македонско-турско кафе што си го пиеме, а робустата се оние видови на еспресо. Иако имам пиено едно многу убаво италијанско арабика кафе, кое што се правеше нели во нивните филтри гезвиња, а не беше као турско по како еспресо, така што не знам точно, ама од прилика тоа е. Бушава ми ја главата? Сите ние понекогаш имаме бушави глави, еве вака. Мили деца, бидете секогаш насмеани и позитивни, бидете љубезни со сите околу вас, и со помали, и со поголеми, и со посиромашни, и со побогати. Сакате ги сите подеднакво, сакате ја многу природата и немојте да ја загадувате и уживајте во животот. Бидете позитивни, насмеани, слушајте убава музика, немојте да слушате неубава музика. Не дозволувате понекогаш да ви наметнат, ако сметате дека некаква музика е неубава, значи сменете, слушајте убава музика. Гушкајте ги многу луѓето што ги сакате, дозволувајте они да ве гушкаат. Сакајте ги животните, давајте љубов на се околу вас и немојте да си го пораснете духот. Бушави глави!